Синоќа заврши првата фаза од осмина финалето на Лигата на шампионите. Екипата на Јувентус со голема предност од 2:0 од гостувањето во Португалија ќе го очекува реваншот. Домашните фудбалери на Порту уште во 27-та минута си ги намалија шансите за добар резултат на овој надпревар, откако Алекс Телас заработи црвен картон и пред време го заврши надпреварот. Јувентус отпорот на домашните го скрши дури во последните 20 на минути од надпреварот. Првиот погодок на надпреварот го постигна Марко Пјаца во 72-та минута, кога со одмерен удар погоди во мрежата на Порто. Конечниот резултат 2:0 за Јувентус беше поставен само 2 минути подоцна, кога Дани Алвес стрелаше прецизно после проигрувањето од Александро. На вториот синоќешен надпревар екипата на Севиља на домашен терен го совлада Лестер со 2:1. Домашните првата можност да дојдат во водство не ја искористија во 14-тата минута, кога Кореја не успеа да реализира удар од 11 метри. Првиот погодок беше постигнат само 10 минути после нереализираниот пенал. Пабло Сарабија со прекрасен гол со глава успеа да го измами гостинскиот голман Шмајхел и да донесе водство од 1:0 за Севиља. Во 62-та минута Кореја успеа да погоди за водство на домашните од 2:0, со што ја поправи грешката од промашениот пенал во првиот дел. Конечниот резултат беше поставен во 73-та минута, кога Джеймс Варди во манир на голем стрелец успеа да го совлада домашниот голман Рико. Реванш надпреварите од осмина финалето на Лигата на шампионите ќе се одиграат на 7, 8, 14 и 15 март.